Беше тоа на 19. март 1903 година, кога идеологот на ТМОРО, Гоце Делчев, со својата чета го разорна тунелот кај реката Драматица Ангиста, Серско. Тоа беше последната негова акција против османлиската власт пред неговата смрт. На 19. март 1911 година во скопското Пајко Мало е роден Страхил Андреев. Татко му Коста бил бакалџија, но во 1924 година фатила криза, па заминал на пешалба во Египет. Во 1927 година се зачленил во боксерскиот клуб Олимпик, кој што бил најпознат клуб во Александрија. Како аматер одбоксувал околу 80 мечеви до 1933 година и во тој период 3 пати бил првак на Египет во категоријата велтер. Поради завидните успеси продолжил да боксува професионално. Како представник на Египет боксувал во Алжир, Тунис, Либија, Сирија и Грција. Во 1933 година добил повластица за професионален боксер под името Стратис Андреевиќ со 23 победи и 4 нерешени резултати за своето име. Во Македонија се вратил во 1947 година и на негова иницијатива биле основени првите боксерски клубови Победа и Вардар. Беше тоа на 19. март 1925 година, кога во Прилеп е роден Јордан Грабуловски, македонски скулптор, еден од најстакнатите македонски уметници, познат по своите дела не само во земјата, туку и во странство. Од неговите дела, со својата грандиозност, убавина и посетеност, посебно место завзема споменикот посветен на народно-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, свечено отворен на 2 август 1974 година. Умрел во Скопје на 26 мај 1986 година. На 19. март 1943 година основана е Комунистичката партија на Македонија како македонски оддел на Сојузот на комунистите на Југославија. Беше тоа на 19. март 1943 година, кога во Струмица е роден Митко Маџунков, македонски романсиер, раскажувач, драмски автор и есеист. Дипломирал на Филолошкиот факултет во Белград, на групата Светска книжевност со теорија на книжевноста, пошто останал да живее во Белград и долго време работел како библиотекар. Во 1970 година станал член на Сдруженијето на писателите на Србија, а од 1986 е член на Друштвото на писателите на Македонија. Во 2003 година бил избран за член на Македонската академија на науките и уметностите, надвор од работниот состав, а во 2007 станал редовен член на МАНУ. На 19. март 1960 година во Гевгелија е роден Тодор Петров. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје. Бил директор на Занечиската задруга во Гевгелија и директор на неделникот Македонско сонце. Од 1990 до 1994 година бил независен пратеник во првиот повеќепартиски парламент на Македонија по распаѓањето на поранешната СФРЈ. Од 1990 година е председател на Светскиот македонски конгрес. Од 2006 година беше председател на кратковечната македонска партија како транснационална партија. Во 2009 година учествуваше во кандидатската трка на ВМРО-ДПМНЕ за председател на Република Македонија, но не ја доби кандидатурата. Беше тоа на 19. март 1971 година, кога е роден Лазар Еленовски. Лазар бил министер за одбрана на Република Македонија, амбасадор на Република Македонија во Белгија во периодот од 2006 до 2008 година. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методиј, каде е студент на постдипломски студии од областа на економски развој и меѓународни финансии. Во февруари 1992 година станува член на СДСМ. Основач е и генерален секретар на Социјалдемократската младина на Македонија од 1996 до 1999 година, а потоа и нејзин председател. На
19 март 1977 година во Скопје е роден Емил Калешковски. Објавува поезија, раскази и препеви во повеќе македонски литературни исписанија. Досега ги има објавено поетските книги Сновиденија на разорениот ум, Ру, Сонцето понекогаш и Пропаганда. Добитник е на наградата Студентски збор за најдобра дебитантска стихозбирка за 1997 година. Дел од неговата поезија е преведена и објавена на англиски, романски, словенешки, хрватски и други јазици. Живее и работи во Скопје. Беше тоа на 19 март 1982 година, кога во Скопје умрел Адем Гајтани, писател и преведувач од албанска етничка заедница во Македонија. Автор е на книгите Светлина на срцето, Морска звезда, Лебедова песна и други. Роден е во селото Подуево, Косово, на 21 јули 1939 година. 19 март е светски ден на ластовичките.